Јавниот обвинител да се избира и да се разрешува со квалификувано мнозинство во собранието и мандатот да е без можност за повторен реизбор. Ова се дел од препораките на Венецијанската комисија за предлог законите за јавното обвинителство и советот на јавни обвинители до владата. Освен ова, комисијата препорачува во критериумите за позицијата јавен обвинител да се вметнати менаџерските и организацијски вештини, како и да се бара владата да достави јасно образложение до собранието кога отстапува од мислењето на советот на јавни обвинители за разрешување на јавниот обвинител. Со оглед на важноста на прашањето за автономија и релативна независност на јавното обвинителство, Венецијанската комисија препорачува пред се во контекст нивната уставна реформа, уставот да се измени во овие точки, за да не се предвидува можноста за повторно назначување на јавниот обвинител и да се обезбеди квалификувано мнозинство во собранието за негово назначување и разрешување. Во однос на предлог законот за советот на јавни обвинители, пак во мислењето меѓу другото се препорачува функцијата на обвинителите, избрани за членови на советот на јавни обвинители, да биде суспендирана за време траењето на нивниот мандат во советот. Председателката Силјановска Давкова очекува веднаш по локалните избори законите да стигнат во собранието. Информирана сум дека министерот за правда целиот пакет на закони врзан за реформите во судството го пратил на Венецијанска комисија и добил мислења за тоа. Веднаш по завршувањето на локалните избори мора да стигнат законите во собранието, бидејќи не може да имаме реформи во судскиот систем без да имаме законски промени. Двата закона се дел од реформската агенда на планот за раст на Европската унија за Западен Балкан со рок до декември 2025 година.